Благодарам, колега Талат Джафери. Почитувани пратеници, почитувани медиуми. Во услови кога земјите од регионот растат со повисоки стапки, разочарува екзалтацијата на владата дека најдоброто што може да се постигне е 3% раст. Да се потсетиме дека ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз беа просечен раст од 5% во текот на мандатот. Она што загрижува е падот на продуктивноста во македонската економија, а со тоа се намалува и конкурентноста. И со овој ребаланс се покажа дека ефектите од погубните политики на економски политики на владата на Заев излегуваат на површина. Официјалните податоци на Државен завод за статистика покажуваат дека бројот на вработени во Република Македонија се зголемил за 17.600. И тоа за од 771.806 во четвртиот квартал од 2018 година на 789.414 работници во првиот квартал од 2019 година. Или за 2,3% во услови кога во истиот период реалниот бруто домашен период се намалил за 211 милиони евра или за 11%. Ова подразбира значителен пад на продуктивноста. Реален бруто домашен производ по работник во економијата за цели 13%, што јасно ги потврдува погубните мерки за нереалното зголемување на вработените во земјата и тоа на сметка на државниот буџет. Овие погрешни политики на Заев, заедно со најавените мерки за вештачки раст на платите, нема да обезбедат никакви економски придобивки на граѓаните, туку напротив, ќе имаат погубни ефекти за македонската економија од аспект на губење на конкурентноста на корпоративниот сектор и пад на развојниот потенцијал на економијата во следниот период. За ова предупредувавме како опозиција, но уште позначајно и позагрижувачки е што вакви предупредувања стигаат и од Народната банка на Македонија и од Светската банка. Поради лошите политики на владата, кои што секако негативно се одразија врз растот на македонската економија, е и падот на странските инвестиции. И тоа од 84% за првата половина на 2019 година или помалку од 50 милиони евра за 6 месеци. Катастрофалната реализација на капитални расходи од само 28,2% за 8 месеци, недостатокот и недовербата кон институциите поради секојдневните коруптивни скандали и неизвестната даночна политика поради промената во соодветните ресори и тоа како се фактори кои негативно влијае врз растот на македонската економија. Како долго најавувана економска мерка која што ја реализиравте е повратот на ДДВ, односно мој ДДВ. Од досегашната примена може да се заклучи дека и тука целосно потфрливте. Имено мерката ја користат околу 150.000 граѓани. Или, почитувани колеги, тоа е само 1/10 од возрастните граѓани во Република Македонија. А средствата кои ќе бидат вратени се многу пониски од очекуваното на владата. Да се потсетиме, предвидувавте враќање на околу 50 милиони евра, а со ребалансот износот е 1/10 од очекуваното. Потврдувате секаде, па и тука. Сега, од 25 ноември, најавивте мој ДДВ, моја награда. Почитувани колеги, навистина многу пати имам споменато дека ја имитирате претходната влада, која што впрочем и многу ја критикувавте, а сега откако сте на власт, многу ја имитирате, и тоа токму за проекти кои што претходно и најмногу ги критикувавте. Ова мерка, мојот ДДВ, моја награда, нели ве подсетува на проектот на ВМРО ДПМН во 2014 година,
кој што беше со фискална во рака, награда без мака. Сигурна сум дека и вие, но и граѓаните, и сте ние гледаме преголема сличност, да не речам идентичност. Ја најавивте оваа нова мерка и со ова сакате, впрочем, да дадете уште едно надежно ветување на граѓаните. Ветивте ќе се одвојат половина милион евра. Времето е пред нас. Искрено, не би сакала и тука да разочарате. Предпоставувам, ќе се одважи некој од колегите да реплицира. Искрено, очекувам да ми одговорите колку е намалена сивата економија со воведување на мерката Мој ДДВ. Добро е што тука е и портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз. Предпоставувам дека ги има сите овие информации, затоа што е актуелен во јавноста, впрочем и тоа му е партиска функција со која што има обврска да биде информиран за сите актуелни теми. Па би сакала да добијам одговор, ако не лично од него, да даде информација, да сподели информација со некој од колегите кој што ќе ми реплицира, да ми одговори колку е намалена сивата економија со воведување на мерката Мој ДДВ. Почитувани колеги, имате потфрлање во прибирањето на даноци. Ако Министерството за финансии имаше предвидено да прибере околу 2 милиарди евра за 2019 година, за првите 7 месеци од оваа тековна година имате потфрлено во прибирањето на даноци од над 7% или околу 86 милиони евра. Ако вака продолжите, до крајот на годината ќе имате промашување од околу 9 милиарди денари или 150 милиони евра. Неможноста да се справи, оваа влада покажа дека нема капацитет да се справи со сивата економија. И сега сакате граѓаните да бидат инспектори на терен и тие наместо функционерите од власта да се борат со сивата економија. Јас се согласувам дека сите ние како граѓани треба да имаме развиено свест и да си бараме фискална кога плаќаме во продавница, кога купуваме нешто, затоа што за дадените средства треба да добиеме фискална назад. Но граѓаните да ви бидат единствената алатка, единствените инспектори кои што ќе се борат против сивата економија, тогаш, впрочем, зошто постојат министри, зошто постои влада, зошто постојат инспектори? Почитувани колеги, неможноста да се справите со сивата економија е резултат на големите и нереални предизборни ветувања. Заборавивте дека во предизборниот период, кога одевте по населени места, кога разговаравте со стопанственици, со граѓаните, заборававте дека ги почкнувавте по рамо и нажмикнувавте: "Терајте работа, можете и на црно да работите." Тоа го велевте на терен, ама сега друго говорите. Ако навистина сакате да се изборите со сивата економија, треба да превземете конкретни мерки, но да имате и рбет за тоа. Затоа што вашите предизборни ветувања во овој дел треба да им кажете дека не биле реални, дека за доброто на државата, за доброто на буџетот, за доброто на сите нас, секој треба да си ги плати своите даноци. Со овој ребаланс, за жал, оваа влада и со овој ребаланс нема да овозможи ниту европска иднина, ниту европско образование на граѓаните. Зошто велам така? Не затоа што сум опозиција, туку затоа што бројките во ребалансот ни покажуваат кратење во образованието и во многу други сектори. Конкретно за образованието имаме 843 милиони денари помалку за Министерството за образование, наука и спорт. Да ве потсетам, многу зборувавте за инклузија на лицата со попреченост. Како ќе овозможиме услови на овие лица да имат вистинска инклузија во образовниот процес, ако со ребаланс на буџет ги кратите средствата токму за инвестиции во образованието? За ова кога дискутиравме на Комисијата за труд и социјална политика, па и тука на пленарната седница, укажав, нагласив дека се согласувам за целосна инклузија, но пред да имаме целосна инклузија треба да направиме, да го адаптираме просторот, да возможиме реални, приспособливи услови за нормално одвивање на наставата на лицата со попреченост.
Се друго, ако не овозможиме соодветни услови, тогаш ние нема да имаме инклузија, туку напротив, ќе овозможиме да се чувствуваат уште подискриминирани и од претходно. Дека кратите во образованието, ќе ви кажам бројки, кои што верувам дека од вас некој може би ќе го натера да размисли. Кратите 147 милиони денари од основното образование. Основното образование е токму тоа кое што е најзначено, како што е предучилишното образование, така и основното. Тоа се чекори кои што се најзначени во растот и развојот на нашите деца. Вие кратите токму во основното образование. 67 милиони денари се кратат од средното образование. Ако досега младите се иселуваа по завршување на средно или се иселуваа по дипломирање, сега ги принудуваме уште од мали нозе по завршување на основното образование да речат одам на страна, таму ќе учам средно и таму ќе стојам цврсто на нозе. Затоа што од оваа влада држава не бидува. 327 милиони денари се кратат од високото образование. Или поконкретно, 42 милиони денари имаме помалку за Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. 16 милиони денари имаме помалку за Универзитетот за информатички технологии во Охрид. 12 милиони денари помалку за Универзитетот во Тетово. 8 милиони денари помалку за Универзитетот Гоце Делчев во Штип. 157 милиони денари помалку за Универзитетот Мајка Тереза. 112 милиони денари помалку за изградба на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, Финки и Факултетот за физичка култура. Кратите 45 милиони денари се кратат од наука. Имаме 221 милион денари помалку за инвестиции во образованието. Истото она образование, почитувани колеги, за кое што вие велевте дека ќе ги реновирате училиштата, ќе направите реновирање и реконструкција на основните и средните училишта, ќе изградите спортски сали, ќе направите терени по најнови европски стандарди, дека ќе овозможите услови за европско образование на нашите деца. Што од тоа имаме денес? Само празно ветување. И за жал, ниту пак немате сега најава дека со буџетот на вистина ќе превземете некои мерки да реализирате барем дел од она што го ветивте. Верувајте дека ако ветите само дел од сите оние убави надежни ветувања, дека ние како опозиција треба сериозно да размислиме. Затоа што толку многу ветувања, само дел да реализиравте, тоа нам како опозиција немаше да ни одговара. Но, за жал на нас како граѓани, но за среќа на опозицијата, еве да речам како од политички аспект гледано, вие самите покажавте дека немате капацитет да го сработите и она што самите го предвидовте. Добро се сеќавам дека најавивте дека најдобрите училишта и наставници ќе бидат јавно наградувани. Што имаме денес? Кој наставник или кој училиште е јавно наградено? Ве молам, подсетете ме, може би имам направено превид, ја немам ова информација. И затоа, бидејќи не располагам со информација дека некој наставник или некој училиште е јавно наградено, имам информација дека наставниците се крајно незадоволни од платите и од условите во кои што работат. Мислам дека и вие се сеќавате дека само пред некој ден имавме штрајк од работените во образованието. Имавме преговори и ветувања дека во иднина нешто ќе се смее. Чувствувани колеги, ако вие ова го реализиравте, а стои во програмата План за живот, ако ова го реализиравте, ништо од ова немаше да се случи. И сега немаше да можам да зборувам дека наставниците не се задоволни. Напротив, место наградување на наставниците, ние слушнавме една неславна изјава дека ќе имаме отпуштање од администрација, каде што послабите кадри ќе бидат префрлени во приватниот сектор. Тоа не е стимулирање за подобро да си ја вршат својата работа, вработените во администрацијата. Без разлика дали станува збор за јавна или државна администрација. Тоа напротив е навреда. Од кого? Токму од оние кои што им ветуваат дека ќе ги наградуваат. Колку што знам, има оценување на вработените. Па има соодветни дисциплински мерки. Но вака, јавно да кажете, да навредите една цела група на граѓани, зборува за
мислењето започита кон сопствениот народ. Оној народ кој што верувал и ви ја дал поддршката. Вработените во најдобрите основни 5% основни, 10% средни училишта ќе добиваат 20% поголема плата во текот на наредните 12 месеци. Штувани колеги, ве молам, излезете и кажете ми само еден наставник од основно и еден професор од средно кој што успеал да земе 20% поголема плата по наредните 12 месеци. Само еден пример од основно и еден од средно. Затоа што на овој начин ќе дадете надеж и стимул и на останатите наставници да работат можеби поодговорно и да се посетат малку повеќе на струката, затоа што еве некој нивен колега, согласно на вложениот труд, успел да добие покачување на плата. Се си мислам дека и тука сте потребили. Слушаме постојано покачување на платите во центрите за социјална работа. Да, почитувани колеги, имаме покачување на давателите на јавни услуги. И тоа е добро. Го поздравувам чинот на покачување на платите на даватели на јавна услуга. Но што е со административните службеници кои што работат во центрите за социјална работа? Тие ја добија покачувањето од 5% сега, но претходно не добија покачување. Дали имате информација дека вработените се незадоволни? Дека и тие работат со луѓе, работат со странки, но при тоа беа иземени од покачувањето кое што се случи пред неколку месеци. Ако веќе зборуваме генерално дека вработените во центрите за социјална работа добија покачување, ме молам да бидеме попрецизни. Не добија сите. Тоа е факт, тоа е реалност. Доколку имавте средба со граѓани, а гледам по социјалните мрежи се фотографирате со граѓаните, па кога веќе одите да се фотографирате, поразговарајте. Не е само фотографија да се сподели. Поразговарајте. Веќе патот сте го поминале дотам. Поразговарајте со нив. Ќе ги слушнете реалните проблеми. И ќе видите дека не е се така розово како што вие мислите. Далеку сме од една розова ситуација. Далеку сме од прав пат. Почитувани колеги, верувајте, од толку многу кривини, ни самите не знаете ни каде одите, ни каде ја водите државата. И за крај ќе кажам и ќе повторам. Оваа влада и со овој ребаланс на буџет нема да овозможи, почитувана јавност, нема да овозможи европска иднина и европско образование за нас, граѓаните на Република Македонија. За жал, ќе тонеме уште повеќе и затоа единствениот излез од оваа криза е што е можно побрзо предвремени избори и Социјалдемократскиот сојуз да замине во историјата. Благодарам.